Почитувана колешка, морам да признам добро на крајот на говорот ваш кажавте нешто и на темата која е денес, иако јас на почетокот се чувствувам дека сме на 100 дена очет на влада за проектите на новата власт. Јас не слушнав ништо за критериумите или за квалитетот на кадрите кои ги понудивте и тоа мене не ме изненадува. Оти се работи за еден микс на кадри кои, ако сакате, потекнуваат и од времето на Гуреевизмот, потекнуваат и од времето на Бранковизмот, и затоа јас не ми сметам дека овој состав на заменици на министри има можност да воведе нови политики. Вие всушност покажавте дека вашата мантра дека има нови лица во политиката воопшто не е така, затоа што ние сега гледаме како првиот ешелон од време на Груевски станува втори ешелон, а вториот ешелон од време на Груевски сега станува прв ешелон. Вие ја спомнавте и вашата колешка Ане Лашковска, која има мандат од пратеник од 13 години, е пратеник од 2011 година и која искрено единствено за што остана запаметена во јавноста беше дека користеше не само патни трошоци, туку користеше и двојни привилегии, односно таја излезе тога скандалот каде користеше и стан од државата и патни трошоци. Јас сигурна сум дека вие сте многу сензитивни. Да молам го ведете ред, председателе. Знам дека сте многу... Ве молам да се слушам. Помниме патните трошоци, но има нешто што се вика и морал и етика, и наискрено јас како пензионерите купуваат, бајат леп затоа што не може да поминат неделата, а вие тука говорите дека се согласно законот и уставот, тоа само кажува за вашиот морален склоп. И за крај, бидејќи колешката сакаше многу да цитира датуми, еве и јас ќе цитирам еден датум, конкретно 27. јануари 2021 година, реплика на Зоран Димитровски, предлог за заменик на министер за надворешни работи, каде токму во дискусија, иначе тогаш Зоран Димитровски беше дел од СДСМ, што очигледно вас не ви смета, и тогаш почитуваниот Димитровски кратко изјави за новиот премиер. Ставот на Мицкоски, како и во сите други случаи, е став каде нема ниту став на риба, ниту на девојка. Тоа се новите кандидати во оваа влада. Вие ги собравте сите криминални експонати од времето на СДСМ, а кажавте дека други го испративте во опозиција, но очигледно после 30 години Павле Трајанов никој не може да го испрати во опозиција. Ви благодарам. За реплика се јави